Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Денес ќе зборувам за еден класик, една безвременски роман. Според мене нема да се устручавам, нема да се воздржувам, ќе кажам дека ова е тотално ремек дело и еден од најдобрите романи било кога напишани. Може нема да се сложите со мене, искоментирате зошто сметате дека не е ова ремек дело еден од најдобрите романи. Јас стојам позади тоа што го велам. Гистав Флобер и неговиот роман Господја Бовари или Мадам Бовари. Ова е, не знам дали сте ја читале книгава, јас сега ја препрочитував по втор пат, после неколку години и само уште еднаш ми се потврди тоа дека ова е вистинско ремек дело. Не знам дали сте ја читале, меѓутоа самиот наслов на книгата и некоја, поготово ако има некоја ваква корица на која што овде има една убава жена која што е облечена во некој раскошен фустан, седната во фотелја со цветен дезен и ве потсеќа на некоја романса од викторијанското доба, 18-19 век, тие романи. Меѓутоа ова воопшто не е некаква лесна романса или некоја сентиментална приказна. Ова е има романса во овој роман, меѓутоа има и тешки теми кои што Флобер ги опишува на маестрален начин. Работата е што ова е прв роман на Флобер, подоцна има објавено и други романи, значи Флобер живее во 19 век, француски писател, меѓутоа ова е негов прв роман и го пишувал 5 години. Предизвикал контроверзии романот, дури на суд морало да излегува да го брани затоа што зборува за една жена која ќе изврши прељуба, неверство и во тоа време се сметало дека тоа го вознемирува јавниот морал или општествениот морал. И поминало после тоа, значи била објавена книгата, откако предизвикала контроверзии и скандал. Меѓутоа Флобер е познат по тоа што неговите романи секој збор, секоја реченица ја преработувал, ја одмерува, страшен естет и важно му е вистинскиот збор да стои на вистинското место. И кога можеби имаме представа дека романите од тоа доба, од тоа време се накитени и премногу има детални описи, меѓутоа кај Флобер за мој вкус е тоа во совршена рамнотежа, значи кај него има совршена рамнотежа во описите, во емоциите што ги доловува, значи тотална хармонија и големи познавачи на литературата, значи го сметаат Флобер и Господја Бовари за едно од ремек делата на светската литература. Џулијан Барнс, за кој што зборував пред некој видео, има и книга Папагалот на Флобер, и тој е голем познавач на Флобер и тој исто така смета дека Флобер е ненадминат. Зашто станува збор во овој роман? Инаку јас го имам ова издание, ова е, мислам дека е реиздание, ако не се лажам, ова е 2020 година од издавачката куќа Полица, многу фино издание, меѓутоа преведено е од француски од Јован Таковски. Не гарантирам, меѓутоа мислам дека ова е постар превод, убав е преводот, така што може да си ја читате во ова ново издание. Сигурно има и постари изданија, меѓутоа јас ова го имам од Полица. Кратко сюжето, сосема на кратко. Ема Бовари, всушност книгата почнува со Шарл Бовари, едно момче кој што го Флобер го представува, уште ни го прикажува како дете, додека во училиште како исмевано. Едноставно е момче кое е исмевано во училиште, значи не се истакнува со ништо особено, значи со нормални капацитети и способности, ќе студира да стане доктор, лекар, ќе успее некако од втора рака, ќе со помош на неговите родители, со помош на неговата мајка, ќе стане доктор, меѓутоа мајка му ќе му среди некаков брак со некоја постара жена од него, која што е имотна и средена од тој аспект, сметајќи дека така ќе го обезбеди својот син, меѓутоа таа ќе почине и тој ќе се запознае со една девојка по име Ема, која што живее на село, живее на село со незините родители, меѓутоа има добиено пристојно образование и додека растела, додека била образувана, ако не се лажам, во некакво католичко школо, таа успеала искришно да чита романи кои што ја опишуваат некаква идеална љубов, занес, страст, некакви сентиментални романи од тоа време и тоа ќе ја остане како нешто кое што е идеал за незиниот живот и кое што ќе го посакува цело време. Ема ќе се земе со Шарл, со докторот Шарл, ќе стане Господја Бовари, живеат заедно во еден град, меѓутоа кога после таа прва возбуда,
таа ќе свати дека сето она што го замислувала, како треба да изгледа животот, како треба да изгледа љубовта и бракот, дека не е всушност, не изгледа баш така. И има еден цитат што сакам да го прочитам. Да вели, пред да се омажи, таа веруваше дека има љубов, мислеше дека среќата што би произлегла од љубовта кога уште не дошла и се чинеше дека се измамила. И Ема бараше точно да дознае што подразбираме во животот под зборовите среќа, страст и занес, кои во книгите и се чинеа толку убави. И по некое време таа, пробува да најде задоволство и во други нешта, меѓутоа животот станува монотон, ја чувства баналноста на животот, незиниот сопруг веќе е изгледа наивен, обседнат со работата, меѓутоа не изгледа веќе привлечен во никаков аспект и подоцна Флобер на мајсторски начин неговите описи, секој збор е одмерен. И на друго место во на 57 страница во друг одличен цитат, одличен опис, Флобер вака вели: а незиниот живот беше студен како некој таван со прозорче свртано кон север, а с додевноста тој тивок пајак ја плетеше својата пајажина во сенката на сите агли од незиното срце. Маестрални описи кај Флобер. Она што го гледаме, таа фасцинирана од тие книги, гледа дека тоа го нема во реалноста всушност, и почнува и ќе биде восхитена од еден млад благородник и буржуи со големи имоти пари и ќе почне на тајна врска со него, ќе почне афера или тајна врска, ќе почне да го изневерува својот маж, ќе влезе целосно во тоа, не сваќајќи дека тој е тотално пресметлив и за него таа е само уште една жена на списокот на жени со кои што тој сака да има кратка врска и претпуштајќи се само на уживањата. Меѓутоа таа ќе влезе целосно, сметајќи дека со него ќе доживее некакво си блаженство и најголем израз на среќа, меѓутоа ќе се излаже. Спойлери, ова може да се спойлери, меѓутоа мислам дека кога ќе ја читате книгата нема да ви го расипат искуството на самото доживување на овој роман. И после некој време има една маестрална сцена каде што во градот каде што живеат, во малото градче, селце, се одржува некој фестивал на земјоделците и во тоа време, тоа е огромен настан, па доаѓаат луѓе од власта, па држат говори. Има една неверојатно маестрална сцена каде што додека Ема заедно со Родолф, тој богат човек, седат и гледаат од едно место, ја гледаат таа цела манифестација и ќе ви прочитам на кратко само да видите колку мајсторски тоа го гради Флобер, како успева да ни го долови, да ја долови таа тензијата на таа сцена, а и иронијата. И така вели, тој ја фати за раката, таа не ја повлече. За успех на целокупното стопанство, извика председателот. Пред малку, например, кога дојдев кај вас, на господин Бизе од Кен Кампоа. Зар јас знаев дека ќе ве придружувам? 70 франци. Дури 100 пати сакав да заминам, но јас тргнав по вас, останав. Ѓубрива, како што би останал вечерва, утре, другите денови, целиот мој живот. На господин Карон од Аргеј златен медал, бидејќи никогаш не сум бил во друштво на личност со толку комплетен шарм. На господин Бен од Живри Сен Мартен, и јас исто така ќе го поднесам сеќавањето на вас. За еден Мерино Овен, но вие ќе ме заборавите, ќе поминам како сенка. На господин Бело од Нотр-Дам, о не, јас ќе ви значам нешто во вашите мисли, во вашиот живот, нели? Свинска раса, награда Ексаквео, на господата Лерисе и Киламбур, 60 франци. Неверојатно, дури филмски интензитет, каде што Флобер постојано ни го дава она што се случува на сцената, каде што се доделуваат награди за најдобра свиња или овца, или за најдобар, не знам, некој што вложил труд, и овој страсен разговор, оваа конверзација меѓу Родолф и Ема Бовари, и како што се движи разговорот, го чувствувате интензитетот и мајсторството на Флобер. Оваа забраната врска нема да заврши добро. Ема е повторно незадоволна, повторно во потрага по среќа, по задоволство, кое што има замисла како треба да изгледа, а низиниот маж е восхитен од неа, меѓутоа на некој начин таа го смета за непривлечен и пасивен
и некултурен, невоздигнат, а тој ја обожава, едноставно целосно е опседнат и ја удоволува и овозможува се што таа ќе посака. Меѓутоа, подоцна таа ќе почне уште една врска и почнува незиното тонање, незиниот пат, едноставно повторно ќе се осуети, ќе свати дека ниту во таа врска од кога ќе почне помине првичниот близ блаженство, некоја страст, дека подоцна повторно доаѓа до презир, повторно почнува до гордост, до манипулации, и тука се надоврзуваат и сите тие финансиски проблеми, незиното трошење, и ќе видите како сето тоа ќе кулминира. Флобер е восхитува неговото познавање на човечката состојба воопшто, не само како психолог, туку секој лик кај него е, и како што читав во една рецензија, кога ќе стигнеме до третиот дел од книгата, сите тие ликови, лекарот, аптекарот, Оме, кој што е близок нивни пријател, трговецот Лере, кој што тука е како некаков лихвар трговец кој што подпишува меници и ги заглавува луѓето, и тука цело време е услужен, свештеникот во локалното село. После неколку она што почнува како некој лесен романса, се почнува окей, подоцна почнува да станува се по-сериозно и по-действието и описот на ликовите станува по-сериозен и по-мрачен, и всушност се сваќаме трагедијата на човечковата состојба и ги гледаме сите всушност се препознаваме и во Ема, и во Шарл, и во сите тие ликови, особено во Ема, и никој од нас на некој начин не може да ја осуди, затоа што сите ние сме секогаш возбудени по уживања, по задоволства, замислувајќи ја среќата каква треба да биде, и подоцна кога ќе го добиеме нешто, сваќаме дека тоа е минливо, дека не можеме да го задржиме за секогаш, и после се разочаруваме и се осуетуваме. Мајсторски роман, ремек дело, описите се феноменални, како што кажав, непретерани, и ова е книга што мислам дека секој треба да ја прочита и да ја препрочита повторно. Оставете го насловот Господја Бовари и корицата, иако е убава корицата, и може да си кажете па нека си лесна романса, воопшто не е ниту лесна, иако лесно се чита, убав е романот, ниту пак некаква си ефтина трогателна романса. Значи станува збор за еден од најдобрите романи, значи не само според мене, и според големи познавачи на литературата, за еден од најсовршените романи во светската литература. Гистав Флобер, Господја Бовари. Значи, слободно искоментирајте за, ако сте го читале романот, што ви се допаѓа, ако не сте го читале, ви го препорачувам наистина да го прочитате. Очекувајте нови рецензии, планирам да почнем и со македонски автори, со македонски романи, така што следете ме на Facebook како читачот, следете ме на YouTube, и се гледаме со следна рецензија. Чао, чао!